При двајца живи родители, 28 годишен инвалид живее сами на улица. Ова е приказната која неговата мајка ја раскажа пред камерата на телевизија Стар, загрижена за животот и здравието на нејзиниот син, кој по разводот, но и по несреќата која го прикува за инвалидска количка, останал да живее со таткото. Но наместо помош и грижа да бара во куќата која треба да му биде дом, тој живее повеќе на улица отколку дома, обвинува неговата мајка. Дето е по цел ден наврно на улицата. Значи ја најпрве ни у Скопје, Министерството за труд и социјала сам молила да биде дето однесено на лечење и дека јас сум 15 години разведена, немам собствен дом. Значи за да се грижим, јас живеам под кирија и јас немам ништо. Значи дето просе по улицата, примајќи со собствени пари. Поради ова и по несреќата која од Горан направила траен инвалид, тој едноставно кренал раце од животот, тврди мајката. Да одаде дето на алкохол, пие, неки да живее, знае дека, значи мора да биде однесено дето. Јас мислам дека година време се молам да биде однесено на лечење дето. И дето не ќе самоволно да се лече, еве јас како мајка ќе се подпишам и сам кажала, сите пари ќе ги дадам и ќе ги работам, ќе живеам на улицата само да се излечам. Во обид да обезбеди пристоен живот за синот, мајката помош побарала во Центарот за социјални грижи, каде поднела молба за негово сместување во специјална здравствена установа. Истиот ден, на 38-ми, повторно се јави кај нас и даде изјава дека нејзиниот син ќе биде лекуван со поддршка на Сдружение од невладин сектор и дека ја повлекува изјавата за покренување постапка за зместување во установа од здравствената заштита. Иако состојбата на Горан е лоша, тој сепак без негова согласност не може да биде сместен никаде, тврдат од Центарот. Горан е деловно способен, полнолетен е, тој има право да по собствено убедување да живее со родителите по негов избор. Апсолутно, тука немаме ние влијание, не може Центарот да му наложи на Горан, ако се земе во предвид неговата возраст и деловната способност со кого ќе живее. Овој случај од страна на стручен тим од Центарот бил третиран неколку пати, а нова средба со Горан и татко му тие ќе имаат веќе во понеделник.